Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Во регионалниот вакцинален центар во Тетово биле имунизирани 6000 лица за 7 дена. Печалбарите испраќаат помалку пари кај своите семејства во земјава, што е резултат на ковид пандемијата. Талентираната Михаела Блажевска од Тетово црта портрети на славни личности. Драстично се зголемува интересот кај граѓаните во Полошкиот регион да се вакцинираат против COVID-19. Од почетокот со работа во регионалниот вакцинален центар во Тетово биле имунизирани 6000 лица. Истовремено со намалувањето на бројките на ново заразени, се намалува и притисокот врз болницата. За 7 дена 6000 граѓани од Полошкиот регион ја примиле вакцината против COVID-19 во регионалниот вакцинален центар во Тетово. Само во текот на вчерашниот ден биле вакцинирани најголем број граѓани досега, односно 1225. Претходно во пунктот во здравствениот дом вакцина против COVID примиле 1600 лица. Интересот од ден во ден се зголемува. Во почетокот одзивот, искрено да кажам, беше помал, но како што поминуваат деновите, значи одзивот е многу поголем, значи процентот е на пријавени и повикани со мој термин граѓани да се вакцинираат драстично е зголемен последниве денови. И здравствениот персонал од државните или јавните здравствени установи, од приватните здравствени установи, лаборатории, аптеки, сите тие можат да дојдат со потврда од институцијата каде работат да се вакцинираат во било кој термин. Граѓаните кои се вакцинираа велат дека спасот од пандемијата е имунизација на населението и дека сите треба да се вакцинираат. Безбедноста собствена, но и безбедноста на семејството сакам да ги заштитам и да бидам она што би рекле условно нормално функционирање, да бидам дел од тој нормален живот. Се чувствувам одлично и препорачувам сите да се вакцинираат за здравието на најблиските и за себе. Значи спасот оваа чума е само тоа. И мислим трезвено сите треба да осватиме тоа. Со оглед на тоа дека бројките на ново заразени со COVID-19 се помали во споредба со претходните месеци, се намалува и притисокот врз ковид центарот во Тетовската клиничка болница. Хоспитализирани се само 8 пациенти, кои се во релативно добра здравствена состојба. Намален е и бројот на амбулантски прегледи. Вакцинацијата е најсилното оружје за ставање крај на пандемијата, постојано истакнуваат лекарите и експертите. Од Институтот за имунологија и хумана генетика го објаснуваат процесот на создавање имунитет после аплицирањето на вакцините и апелираат граѓаните да се заштитуваат и додека трае масовната вакцинација. Со аплицирањето на вакцината во мускулната ткива на раката, значи таму постојат антиген презентирачки клетки, односно така наречени ткивни макрофаги, кои што го интернализираат, односно го фагоцитираат антигенот кој што е внесен со вакцината и го преработуваат и по неговото преработување експресираат на површината на клетката информација, односно разни антигенски детерминанти на тој патоген кој што бил преработен, за да може стекнатиот имун систем да се запознае со тој патоген. За да се активира стекнатиот имун систем, потребни се некаде околу 6 до 8 дена, но за да бидат детектибилни нивоата на антитела во серума, значи да се создаде нека доволна количина, некаде околу 2 недели се потребни за да имаме антитела. Сега ни оди во прилог топлото време, малку отвореноста на шетањето, значи има услови за шетање на отворено и не е сигурно дека мерките ќе вродат со лоши резултати. Но јас само сакам да апелирам на внимателност, бидејќи сме на добар пат во моментов и имаме шанси да постигнеме нешто, мора да се надеваме и да апелираме на одговорност кај индивидуалците, за да не го расипеме овој добар тренд. И малку околу тој колективниот имунитет сакав да објаснам дека тоа не е некоја
точна, прецизна бројка и точен ден кога ќе се случи колективен имунитет. Колективниот имунитет е ситуација, состојба, во која голем процент од населението има имунитет за COVID-19 во овој момент, во оваа ситуација, кој не овозможува вирусот понатаму да се шири. Но на постигнувањето на колективниот имунитет, иако како термин сега колективен имунитет, голем дел од светските епидемиолози го избегнуваат и повеќе зборуваат за враќање на нормала, бидејќи е малце поизвестно дека ние нема да стигнеме до нула инфекции. Враќање во нормала би било нешто слично како колективен имунитет, во кој што нема да ги имаме овие бројки и нема да ги имаме овие статистики лоши. Но дали ќе се случи колективниот имунитет или еве враќањето во нормала, зависи од тоа колку вакцините ќе бидат прифатени и колкав ќе биде дневната апликација на вакцини. Ако одиме со бројки над 10.000, тоа значи за 10 дена веќе 100.000 граѓани и на вистина за неколку недели можеме да зборуваме за многу широко покривање на населението со имунитет и тоа сигурно ќе вроди со плод нормализација на ситуацијата. Печалбарите испраќаат помалку пари кај своите семејства во земјава, што е резултат на ковид пандемијата. Народната банка за минатата година бележи пат на дознаките од странство за околу 1/4. Ковид пандемијата значително ги намали приливите од печалбарите. Во воренни услови како овие тие поретко испраќаат пари кај своите семејства во земјава. Народна банка за минатата година бележи пат на дознаките од странство за околу 1/4. Гувернерката Анита Ангеловска-Бежовска вели дека по-конкретно тоа се должи на финансиската криза што го погоди целиот свет поради коронавирусот, како и рестриктивните мерки и ограничувања. Согласно со нашите очекувања, но и очекувањата на меѓународните финансиски институции, во глобални рамки дојде до пат, односно забавување на приватните трансфери во услови на пандемијата. Секако тоа се случи и кај нас. Минатата година забележавме пат од околу 24% на дознаките од нашите иселеници, а главните причини може да се лоцираат во два пункта. Прво, пандемијата, која секако ги погодува синхронизирано сите економии, пазарите на труд, кој намалува и расположливиот доход на нашите иселеници и отома можноста и капацитетот за испраќање на дознаки. И второ, рестрикциите во делот на мобилноста, што е всушност видливо и ако се погледне самата структура на приливите по основ на дознаките. Дознаките од странство представуваат значаен извор на девизни приливи во домашната економија и пред пандемијата во просек изнесувале околу 15% од бруто домашниот производ. По падот лани, надлежните очекуваат подобрување на состојбите, но тоа ќе оди постепено, а не одеднаш. За оваа година, по падот, поголемиот пад минатата година, очекуваме постепено стабилизирање на износот на дознаките, но не очекуваме дека тие оваа година ќе се вратат на предкризното ниво. Парите од печалбарите се особено важна финансиска инекција за граѓаните и економијата во Полошкиот регион и без нив голем дел од семејствата тешко врзуваат крај со крај. Минатата година поретки беа и посетите и престојот на иселениците во родниот крај, поради што трговците претрпеа финансиски загуби. Петта година Југохром со згаснати печки. Најави за отварање засега нема. Петта година се уште не се најде решение за комбинатот Југохром од Јагуновце. Фабриката ги изгасна печките во ноември 2016 година. За повторно да проработи, треба да се изгради системот за отпрашување, односно да се постават филтри. Неработењето на комбинатот се одразува и на животот во околните села. Улиците се празни, младите се повеќе се иселуваат, оти нема работа. Само повторното отворање на Југохром може да го заживее овој крај, велат мештаните. Тоа не одржува во нас. И нашето село, и околијата, и горе, другите села. Сега е пропаст. Народот побегна на сите страни. Дали на вистина толку загадувал Југохром како што се? Не. Тоа не е точно. Тоа не било нешто отровно. Не се работело со некои отровни хемикалии. Него нешто некому може притребало да пропадне фабриката.
и така заврши. Помладите некој негде работа, некој генерација мои што се приближно станале без работа. Тоа. Што значеше Југохром за овој крај? Било многу пубо, сваки на работа. Све овде што се селава околни работали туе у Југохром. Биле запослени. Било каде пубо. Раде Живковски од Јагуновце целиот работен век го поминал во Југохром. Се сеќава колку биле живи селата и колку многу семејства екзистирале од фабриката. Жали што сега не работи и што се уште не е најден начин повторно да се отвори. Со 38 години стаж тврди дека комбинатот не загадувал толку за да биде затворен. Не загадувала, само прашина што паѓало, али не било штетно. Прашината не е штетна, ама те надвор, двор да искочиш, алишта пружиш, берба ти напре прашина паѓа. Затоа филтри да има, инаку не е што ќе загади. Она топилница на кварц, кварцна руда, знаеш што е тоа. И тоа не е отровно. И порано и хромна руда, наша и хромната руда не е отровна. Така да било стварно, имало 2000 вработени, 2000 семејства јале од таа фабрика. Чак од Германија и од Америка се враќаја луѓе да работиат тука. Се обидовме да добиеме стафи од раководството, каде запреа работите со поставувањето на филтри, што е услов фабриката да проработи, и кои се плановите за иднина. Само кратко ни рекоа дека нема ништо ново, ниту најава дека во скоро време печките повторно ќе се запалат. Согласно новата одлука што ја донесе владата, бројот на згрижени деца во градинките ќе се зголеми. Од гостиварските градинки велат дека ги очекуваат конкретните насоки од Министерството за труд и социјала и најверојатно од наредната недела ќе почнат да примаат плюс деца од листата на чекање. Со најновото олеснување на мерките за заштита од ковид, владата донесе и одлука да се зголеми бројот на згрижени деца во градинките. Овие установи поради пандемијата работат со редуциран капацитет, а интересот и потребата кај родителите да ги носат децата во градинка е голем. Тоа е случај и во гостиварските градинки, каде листата на чекање е долга, особено во групите на македонски јазик. Од раководството велат дека ги очекуваат конкретните насоки од Министерството за труд и социјала за зголемување на бројот на деца и најверојатно од наредната недела ќе почнат да згрижуваат плюс дечиња. Услови да се додадат уште по 5 деца има во сите групи, освен кај намалите во јасли. Откако беа отворени на 9 септември лани, се поголем број на родители сакаат да ги запишат децата во градинките во Гостивар. Установите работат под посебни протоколи, а одговорните велат дека и дечињата и родителите веќе стекнале навика и ги почитуваат новите правила. Значи, полако се ослободуваат сите. Знаеме дека ова за сите нас е малку почуден процес, меѓутоа сите навлегуваме и ги почитуваме мерките онакви какви што се олабавуваат, не се толку стегнати, нормално, знаат да ги почитуваат и малите деца, се држи дистанца, хигиена, непречено се одива. Според новата владина одлука, која дојде по препорака на Комисијата за заразни болести, во групите до 2 годишна возраст јасли ќе може да се згрижат максимум 15 деца, додека во воспитните групи од 2 до 6 годишна возраст најмногу до 20 дечиња. Талентираната Михаела Блажевска од Тетово црта портрети на славни личности. Самоука и ги совладала техниките на цртање гледајќи едукативни видеа на интернет. Некои од славните личности ги споделуваат нејзините цртажи, упатувајќи пофалби за нејзиниот талент. Портрети со молив на славни личности. Овие прекрасни цртежи се дело на 18-годишната Михаела Блажевска од Тетово, ученичка во 4-та година во Тетовската гимназија. Михаела е самоука, гледала едукативни видеа на интернет и самата се учела на различни техники. На самиот почеток како малечко девојче ги цртала ликовите од цртаните филмови. Уште од многу мала почев да се занимавам со тоа. Ги цртав ликовите од цртаните филмови во тоа време што ги гледав. Ми беше многу интересно уште од тогаш. Иако не секогаш крајниот резултат испаѓаше онака како што ќе замислев и бев многу фрустрирана често, но не се откажував. Продолжував понатаму и продолжував да учам нови техники
и до околу некаде 11 години, каде што почнав да ги цртам првите портрети. Самоука сум, никој ми нема помогнато, немам ни посетувано никакви часови. Имам одгледано неколку туторијали на YouTube. Исто така, највеќе сакам да учам од своите грешки, од сопствените грешки и да барам своји техники кои што мене ми одговараат лично за да се подобрам и се надевам дека и понатаму ќе се усовршам уште повеќе. Во незините цртежи доминираат портретите, но Михаела започнува и со изработка на други тематики. Добила пофалби од неколку славни личности за својот талент. Сега почнувам и со многу подруги работи, например некои реалистични работи. Емоциите, човечките емоции и експресиите најмногу ме инспирираат и ме интересираат и затоа сакам да го прикажам тие емоции преку цртежот, пробувам. Претежно сум молив, но сакам да експериментирам многу. Во скоро време почнав и со дигитално цртање преку телефон. Исто така пробав и на платно со акрилни бои. Иако сум нова во таа техника, пробувам да се усовршам ипак. Ме имаат некои приметено и ме имаат коментирано, но како најголем успех можам да го издвојам британскиот јутубер Рафаел Гомес, кој што брои околу 2-3 милиона претплатници на YouTube. Тој го сподели мојот цртеж на својот Инстаграм профил и го коментираше исто така. Михаела се уште не донела одлука, но бидејќи е матурантка, размислува за продолжување на образованието, кое можеби ќе биде од сферата на сликањето и уметноста. Во текот на изминатиот ден за неносење заштитни маски казнети се 78 лица од Тетово и 49 од Гостивар. Повреден пешак при удар со патничко моторно возило. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 78 лица, 29 лица од Тетово и 49 лица од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 2 лица од Тетово изготвени им се нови решенија за изолација од Државен санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 175 лица од Тетово и на 63 лица од Гостивар. Со вакви решенија и при тоа не биле констатирани непочитувања на решенијата. Во периодот од 23 часот на 11 мај до 5 часот на 12 мај на подрачјето на СВР Тетово не се регистрирани прекршувања на полицискиот час. Вчера околу 15 часот на улица ЈНА во Гостивар, полициски службеници од Оделенијето за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 50-годишникот Гостивар, кој претходно се однесувал агресивно и се заканувал на 46-годишна гостиварка, а поради нивни нерасчистени должничко-доверителни односи се расчистува и документира случајот. На локалниот пат што ги поврзува тетовските села од Ушиште и Тејарце, вчера околу 17 часот, патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, управувано од 26-годишникот Тејарце, удрило во малолетен пешак од истото село. Повредениот пешак пренесен е во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош, а на местото на незгодата увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера околу 20 часот и 15 минути во СВР Тетово било пријавено дека настанал пожар на улица 29 ноември во Тетово, покрај реката Пена во кој гореле 2 стари кревети, кој претходно ги запалил 36 годишен тетовец. Нема повредени лица и со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, пожарот целосно е локализиран. По документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во периодот од 15 до 21 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акциска контрола на мотоцикли, во рамките на која вкупно биле откриени и соодветно санкционирани 46 прекршоци, 39 во Тетово и 7 во Гостивар. Покрај тоа санкционирани се и 42 други видови прекршоци, 31 во Тетово и 11 во Гостивар. СВР Тетово упатува апел до верниците да ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19 во пресрет на муслиманскиот празник Рамазан Бајрам. Во пресрет на големиот муслимански празник Рамазан Бајрам, секторот за внатрешни работи Тетово апелира до граѓаните верници целосно да ги почитуваат владините мерки и протоколи за спречување на ширењето на коронавирусот. Посебно се советува држење на потребната дистанца и задолжително носење на заштита на лицето, како и избегнување на групирање на повеќе лица, особено во затворени простории.
Во оваа насока, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, одсек за превенција, веќе одржаа неколку превентивни средби со представници на исламската верска заедница на Тетовско-гостиварското подрачје, од кои беше побарана и нивна целосна подршка во спроведувањето на важечките мерки и протоколи, определени од соодветните државни институции. Покрај ова, секторот за внатрешни работи Тетово апелира до граѓаните денеска и утре доследно да се придржуваат на сообраќајните правила и прописи, дотолку повеќе што на тетовските и гостиварските улици последниве денови присутна е забележително зголемена раздвиженост на возила. Се советува трпение, максимална внимателност и прилагодена брзина, посебно во централното подрачје, но и да не се паркираат возилата на недозволени места. Овде ги завршуваме регионалните вести и ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!